Втората работа што беше интересна како пример да ја спомнеме, ажурирање на лични податоци по согласно врските закона за спречување перење пари и финансирање тероризам. Нели повеќето субјекти имаат повеќето компании кои што подлежат на овој закон имаат обврска за повремено ажурирање на податоците. Значи тоа беше и втората главна работа, затоа што огромен број кај банките се бројат во десетици илјади на годишно ниво такви настани кои што треба да ги покријат, едноставно и, и, и носат непријатности за корисниците од аспект се блокираат сметки трансакцијски, не може да се прават нели плаќања и тоа е навистина една непријатна ситуација, да треба корисник да отиде во банка или во некоја друга финансиска институција за да може да продолжи да располага со средства. Сега тука произлегува некои конкретни примери каде што не беа ни предвидени како сценарија, меѓутоа ете корисникот е некаде во странство и замислете сега негде од каде што може на привремена работа или на патување, одеднаш му прекинува картичка му работа што не ажурирал. Воведувањето на онлайн канал за ажурирање базиран на OneID навистина ги реши овие непријатности за корисниците и голем дел има огромно подобрување на корисничкото задоволство кај банките кои што воведоа ваков канал. Подпишување на договори, барања, исто така, она што е важно дека што се случи со OneID, претходно, затоа што работиме еве со повеќе со компаниите од телекомуникацијскиот сектор и со банките и со останатите финансиски институции кои што подлежат на законот за спречување перење пари, секогаш се размислуваше во процеси на дигитално електронско подпишување документи, се размислуваше за договори кои што некој службеник некаде ги припрема, па ги праќа во некаков систем, па тие онлайн се подпишуваат и тоа е нешто што во услови кога се работи за стандардизирани услуги, да речеме платежни услуги согласно Народна банка, нели правилниците или каде што се работи за стандардизирани, темплетизирани договори, сите овие договори може комплетно онлайн корисникот практично customer originating да бидат, односно корисник доаѓа на дигитален канал онлайн услуга, сака да добие некаков кредит, се идентификува со OneID, се препополнуваат сите податоци потребни за тој урнек договор да биде пополнет, му се нуди на корисникот веднаш да го потпише и навистина е завршено целиот процес комплетно автоматски. Главните предизвици во суштина не беа во интеграцијата со услугата OneID, главните предизвици беа навистина најотворено беше во интерното поставување на интерниот процес кој што до вчера бил службеник на шалтер припрема документ, шеф го гледа, па служба за спречување перење пари го прегледува рачно и навистина беше кај повеќето предизвики заради што се одлага стартот на некои вакви услуги беше во автоматизација на бекенд системите каде што ќе може да се носат автоматизирани одлуки. Она што го кажавме, автоматизацијата на тие процеси, она што навистина ќе даде бенефит и за компаниите од аспект на ефикасност и контрола на процесите, но и за крајните корисници да добијат квалитетна услуга, затоа што во последните години особено е важно корисничкото искуство. Веќе кај повеќето пазарите се горе-доле зрели и камата пола процент плюс, пола процент минус, тарифен модел, 5 денари повеќе, 10 денари помалце. Значи, тој дел навистина е нешто што е веќе горе-доле израмнето на пазарот и сега главно и на корисниците е нели комфорот, колку лесно може да добиеме.